Здрав Македонија. Нешто по 18 часот се знае. Време резервирано за квизот Листа за 300 кој што може да го гледате само на Сител телевизија. Сите сме подготвени во нашето студио, како и надпреварувачите, така и целиот тим. Затоа нема да должам повеќе. Ќе ги повикам прво домакините, односно победниците од минатото издание на нашиот квиз, а тоа се Ордан и Александар. Повелете. Здраво, господа. Како сте? Помалце сменет состав? Да. Приморани. Приморани? Сте играле некоја, сте се пробале заедно? Заедно не. Заедно, значи денеска ќе имаме како си го... Саши не земавме ништо, вика ја отидов за Хрватска на печал. Така беше работата, тоа е тоа. Готово буде преку глава на човекот. Така. Добро, да видиме сега денеска Александар како ќе се покаже. Се надевам подобро. Се надеваме подобро. Добри беа, само нешто не им одеше кога ќе дојде моментот за парите да ги земат. Тука ќе хстувавме цело време. Да се надеваме дека тој дел подобро ќе оди денеска, но за да стигнеме до таму, имаме уште едни противници кои што ќе треба да ги елиминираме. Поздравиме. Може? Може, секако. Значи, овој пат ја поздравувам сестра ми, они се на Малта заедно фамилиарно и посебно најмалите Јаков и Кристина и Кики. Голем поздрав за нив зајс. Голем поздрав, што прават во Малта? Работа, сите таму се, да. Прво отиде внукот, па отида сестра ми со зет ми, па внуката. Так. Да, и снашка имам и внучиња таму. Супер, нека се живи и здрави. Како име што викаат на Малта, убаво име? Убаво е. Одлично. Бевме ние пред за нова година. Среда на држава, што е најважно. Да, тоа е тоа. Да. Не сум бил Малта и ба сакам да отидам, затоа те распрашав така. Убаво е, во секое годишно време е убаво да се посети. Одлично. Следна прилика кога ќе можам ќе отидам. Александар, ти да не сакаш и да те запознаеме на кратко, сега да ни кажеш збор два за тебе. Александар Јовчевски, внук на Ордан, брат на Сашко, 25 години, дипломиран физиотерапевт. Моментално работам на Дади компани на бензинска. Тоа. И голем поздрав до сите што гледаат и што слушаат, поготово до баба. Поготово до баба. Баба ќе гледа, ќе навива секако. Ќе гледа, ќе слуша. Супер. За денеска предпоставувам подготвени. Подготвени. Да. По-релакс денеска. По-релакс денеска, така, одлично. Па така и секогаш треба да биде, ама добро. Разбирам, од друга страна. Домакини, нема да ви го одзимам повеќе времето, знаете, домакинската кабина е ваша, повелете, ќе се избориме и понатаму, но најбитно да дадеме нели што повеќе да одговориме. А во нашето студио се и нивните противници. Оние кои што денеска ќе ги предизвикаат и ќе пробаат да ги симнат од домакинскиот трон, така да кажеме. Да ги поздравиме Лука и Дамјан. Повелете. Лука, здраво. Дамјан, здраво. Лука, сме се виделе веќе, добро познати по она и видео, да кажем, кој што циркулираше по социјалните медиуми, каде што не кефте да го изговорите зборот Северна, нели? Ама денеска приметувам дека во малце сменет состав и ти. Ново друштво. Сам се реши така, не можеше да дојде... Кале не можеше да дојде. Така, и Дамјан како достојна замена денеска на негово место. Супер. Дамјан, најде на брзинка да те запознаеме, збор два за тебе. Јас сум Дамјан Трипуновски, трета година во Никола Карев. Имам 17 години, скоро 18. Син на Цветан и на Христина. Супер, баш ми е драго. Како е сега крај на школска година, готова веќе? Па не е готово сега, најтешко период, има најга звучење, кај што е најубаво времето. Да. Стварно така сум заборел, видиш на тој момент кога се станува супер за да бидеш надвор и да се дружиш, да не се прибираш дома, те чека многу учење. Факт. Мора да се ам. Да. Ништо ќе пројде, па после тоа го имате цело лето на располагање. Така е. Лука, ти како си? Па добар, со Дамјан сме од исто оделение. Така. И се одлучиме да играме, да се пробаме. Одлично, претпоставам подготвени сте за денеска. Нема повеќе ни вас да ви го одзимам времето. Знаете, почувате како предизвикувачи, треба да ги победите нив, за потоа да ги смениме кабините. Подготвени? Да. Повелете во вашата кабина. Ордан и Александар, односно Лука и Дамјан, се во нивните надпреварувачки кабини. Сега ајде сите заедно да ги проверим истите дали функционираат како што треба, за да немаме никакви проблеми во продолжение. Ќе ве замолам прво да исклучиме кабината на домакините. Лука и Дамјан, дали се слушаме? Да. Да, се е во ред.
Немаме никаков проблем технички. По продолжение, ако нешто не е јасно или не сте ме слушнале, не сте ме разбрале, како и да ме прашате, ако имаме било каков технички проблем, веднаш да сугерирате, договорено. Сега ќе исклучиме и вашата кабина, да провериме кабината на Ордан и Александар, дали се слушаме домакини. Да, Одлично, никакви проблеми, така? нема. Добро, вие си знаете, а ако нешто на Александар нема јасно, тука си не му објасниш. Готово. Може да започнеме? Може. Супер. Ете, драги гледачи, кабините се како што треба. Домакините дадоа зелено светло за старт, па ајде да стартуваме. Како и секогаш, така и денеска ќе стартуваме со првото надавање, односно првата лицитација. Темата се истата гласи. Зборови што почнуваат на буквата Б. Бараме зборови од 3 или 4 букви што се содржат во македонскиот дигитален речник и кои почнуваат со буквата Б како Берово. Секој збор може да го кажете само во еднина и само во еден род без членување. Не се признаваат лични географски имиња, имиња на народи, имиња на компании, кратенки и така натаму. Ордан и Александар, дали ни е јасна темата? Да. Одлично, Лука и Дамјан, дали ни е јасна темата? Јас за секој случај уште еднаш ќе повторам, со цел нели да не утнеме работата. Бараме зборови од 3 или 4 букви. Пазете, ограничени сте на 3 или 4 букви, кои што почнуваат на буквата Б и секако кои што ги има во македонскиот речник. Рековме во еднина и само во еден род без членување. Знаете дека први со надавање при првата лицитација започнуваат тековните предизвикувачи. Во таа улога денеска се Лука и Дамјан. Ќе ве замолам да исклучиме кабината на домакините, а Лука и Дамјан, кога ќе имате понуда, споделете ја со нас. 5. Започнуваме со 5. 7. 7. 8. 8. 10. 10. 12. 12. 13. 13. 14. Едно повеќе 14. 15. 15. 16. 16. 17. 17. 18. 18. 19. 19. 21. 21. 22. 22. 23. 23. 24. 24. 25. 25. Колку беа последно? 25. 26. Едно повеќе 26. А смееме да знаеме колку има од прилика или не? Ги има, можам слободно да ви кажам, повеќе од 80, е многу, повеќе од 100. 27. 27. 28. 28. 29. 29, заборев и на 30. вас да ви кажам, ме праша колку зборчиња има на Колку ова има? буква, повеќе од 100, многу има. Многу има, да. Стигнавме 30, така беше. 30. Заокруживме на 30. 37. 31. 32. 32. 33. 33. 34. 34. 35. 35. 36. 36. 37. 37. Ајде ка одговараат. Да одговараат. Лука и Дамјан. Вашите противници се предомислија, се откажа да одат понатаму и решија да ви дадат шанса да одговарате. Се е во ваши раце, сконцентрирано. И времето е на ваша страна сега. Пазете, консултирајте се меѓусебно пред да ги споделите одговорите и со среќа во продолжение. Кога ќе бидете подготвени, започнете. Да. Бура. Бура. Така е, точен одговор. Бик. Бик. Точен одговор. Бал.
Бал. Така е. Бифе. Бифе. Точно. База. База. Така е. Бела. Бела. Точно. Буре. Буре. Така е. Блед. Блед. Точно. Брод. Брод. Точно. Бара. Бара. Точно. Буши. Буши. Така е. Бие. Бие. Така е. Број. Број. Точен одговор. Брат. Брат. Точен одговор. Бере. Бере. Точен одговор. Бега. Бега. Точно. Бива. Бива. Така е. Боде. Боде. Точно. Брои. Брои. Така е. Боли. Боли. Точно. Боза. Боза. Точен одговор. Не. Бучи. Бучи. Така е. Бира. Бира. Како пиво, дај една бира. Се зезам. Биро. Биро. Така е. Буф. Буф. Буф е точен одговор. Без. 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 Бања. 26 точен одговор. Бања. Како добро ми би дошло се на бања. Точен одговор. Ще 10 имаме. Биди. Биди.
Така е. Бука. Бука. Бука, точен одговор. Бега. Бега. Чекай да видам да не го кажавме бега само момент. Го кажав, не тоа. Да. Блок. Блок. Сега ќе те блок за цртање или ќе те ставам на блокче? Ќе те блокнам, брат. Блок. Се знам. Продолжи мислета на одговорите. Уште 7, ајде. Без. Како Како бес. Како револт, гнев. Така е. Ајде, имате уште некоја минута за мислење. бол. Бол. Така е. Бос. 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 Ајде, бос. Како англиски бос ќе бидете сега со ово, да. Така е, точен одговор. Ајде, уште малце не треба. Уште 4. Бор. Бор. Така е. Бруј. Бруј. Многу ми е жал, Лука и Дамјан. За жал, бруј зборот го нема во македонскиот речник. Најверојатно кај нас е зуење или брмчење. Така, бруј за жал го нема. Повеќе од одлични бевте, немам зборови. Супер бевте во рамките ти на времето очекувано. За жал, ете едно зборче пред самиот крај, кога попушти малце концентрацијата, можеби не лизна. Ќе имаме шанси за поправен, сега имаме уште една лицитација. Не се нервирајте, останете фокусирани, мислете на втората, како што реков, на второто надавање. Супер бевте до сега и храбро во надавањето, изигравте и покажавте одлично знаење. За жал, ете, зборчето бруј кое што сме го слушнале сите, го нема во македонскиот јазик. Ордан и Александар, честитки за првиот освоен поен денеска. Ки фативте што се вика на кондиција. Мало невнимание и ете, резултираше со поен за вас. Честитки. Бидете вие внимателни во продолжение, Ја мислам, бруј е србизам, зуј е на македонски, а бруј е на српски. На српски, ја мислам. Така, ама се употреба, нели, посебно во Скопскиот район, доста. Ама тоа е што е, го нема во речникот. Како што рековме, имаме уште една лицитација која што ќе го одлучи победникот или дали тоа ќе играме на пенали, а зборови кои што почнуваат на буквата Б на 3 или 4 букви ги имаме баба,
Потоа Баја не знам дали го има, но Бај го има. База, Базд, Бајр, потоа Бајт, Бал, кажавме, Бања, кажавме, Бар, Барт, Бас, Бато, Бауч, Баци, потоа Беа, Бебе, Бенд, Беса, Бивш, Бил, Било, добро, Бина се извинам, вина, па вино ми се пие најверојатно. Не знам што кажам, Бина, Бира, кажавме Бира, добро, Боб, Бол, Бот, Боде, Боем, Боза и така натаму. Ајде кога веќе го спомнавме Боем, да го поздравиме и Боемот, добро познат Инстаграм инфлуенсер или социјал медија инфлуенсер кај нас, кој што и редовно се следи квизови, браво за него. А ние продолжуваме, како што реков, со втората лицитација, односно второто надавање темата за истото гласи. Држави во Соединетите Американски држави. Бараме имиња на било кој од сојузните држави на САД во наша транскрипција. Знаете дека во САД има онолку држави колку што има звездички на нивното знаме. Точно 50. Ордан и Александар, дали не е јасна темата? Да. Супер, Лука и Дамјан, дали не е јасна темата? Тие што се 50, така? Тие што се 50. Намерно вие кажавме бројката, затоа што не сакаме никој сега да направи грешка во надавање за 51, 52, да направиме некоја таква утка и за ништо да изгубиме поен. Лука и Дамјан, дали не е јасна темата? Супер. Знаете, драги гледачи, дека при второто надавање први започнуваат оние кои што се во резултатска негатива по првата одиграна игра. Во таква ситуација моментално се наоѓаат Лука и Дамјан. Ќе ве замолам повторно да исклучиме кабината на Ордан и на Александар. А Лука и Дамјан, кога ќе имате понуда, кажете ни. 5. 5. Започнуваме со 5. 10. 10. 13. 13. 15. 15. 16. 16. 20. 20. 22. 22. Колку 20? 22. 23. 23. 24. 24. 26. 26. 27. 27. 28. 28. 29. 29. Точно 30. Заокружуваме на 30. 31. 31. 32. 32. 33. 33. 34. 34. Нека одговара. Да одговарат. Лука и Дамјан рече се малце да пододморат по првата одиграна игра и да ви дадат шанса вие да одлучите дали одиме на пенали или ќе се селите тука на главната пина со мене. Темата е држави во САД. Оние сојузни држави ги бараме. Како што рековме, 50 се вкупно, тука имаме 34 празни полиња. Сега овие полиња треба да ги спишеме со точни имиња. Кога ќе бидете подготвени, започнете. Аризона. Аризона. Така е. Аљаска. Аљаска. Така е. Арканзас. Арканзас. Точно. Вајоминг. Вајоминг. Вајоминг, четврти точен одговор. Висконсин. Висконсин. Така е. Вашингтон. Вашингтон. И Вашингтон е точен одговор.
Далас? Не. Оп, не, чекај. Добро. Набрзо па си кажа, окей. Илиноис? Илиноис. Така е. Индијана? Индијана. Точен одговор. Калифорнија? Калифорнија. Калифорнија, 9 точен одговор. Канзас? Канзас. Така е. Кентаки? Кентаки. Точен одговор. Колорадо? Колорадо. Точен одговор. Луизитанија? Луизијана. Луизијана. Да, ми беше градот, Луизијана. Така е. Мериленд? Мериленд. Точен одговор. Мејн? Мејн. И Мејн е точен одговор. Масачусетс? Масачусетс. Така е. Мајами? Мајами. Мајами е град во Калифорнија. А на Флорида ли беше? На Флорида, да. На Флорида, извини. И јас се едном изборот на уво, ја друго тука слушам точно така град. За жал. Добро тргнавте, ги имавте тука еве конкретно на М. Масачусетс, Мејн, Мериленд, Минесота, Мисисипи, Мисури, Мичиген и Монтана. Тоа се на М, ќе ги прочитам поголемиот дел. Одлично ви тргна, мора да признаам, но ете и кај вас веќе, како да кажам, заморот го направи своето. Добре ми се допадна дека се комунициравте меѓу себе, се консултиравте, тоа е добар знак. Сега, нели, ќе видиме на пеналите како ќе поминеме. Лука и Дамјан, добро одиграно и сега. Никакви замерки им дадовте да одговарат, како да осетивте кога би можело да ги пуштите да одговарат за да се случи некој кикшче. Браво за вас. А дали вие ги знаевте? Да. Да. Добри сте, супер. Па ќе кажам, листа за 300 е квиз на знаење и надмудрување и треба секој да знае да искористи и трината. А вака имаме држави во САД, ги има 50, нема сите да ги читам, кажа доста нашите надпреварувачи, ќе пробам да издвам тие што не ги кажа, како Ајдахо, Ајова и Алабама, мислам дека не ги кажа, тука потоа ги имаме, Вајомин кажа, Висконсин, Вирџинија, Вермонт ни фалат, Западна Вирџинија, Делавер на Д, потоа ги имаме Јужна Дакота, Јужна Каролина, Јута, Канзас, Конектика кажавме, Луизијана кажавме, Масачуsetс ги кажавме на М. Добро, потоа ги имаме Небраска, Невада, Ново Мексико, Њу Хемпшир, Њу Џерси, Њујорк, Оклахома, Орегон, Охајо, Пенсилванија, Род Ајленд, Северна Дакота, Северна Каролина, Тексас, Тенеси, Флорида, Хавај и Џорџија. Тоа се оние држави кои што може да ги кажат нашите надпреварувачи, но ете, се случи мал кикси, нема шанса понатаму. Но сега ќе имаат шанса и едните и другите да се покажат на пеналите кои што следуваат, затоа што така ќе го одлучиме денешниот победник. Знаете дека на пенали одговараме на поредно едните па другите, се додека некој не погреши, кабините се вклучени во текот на целата игра, што значи нашите надпреварувачи ќе треба да бидат внимателни да не го издадат својот одговор на своите противници. Тоа не значи дека не треба да зборуваат, но треба да бидат малку повнимателни. А да не должам повеќе. Темата за денешните пенали гласи:
Репрезентации учеснички на Европското првенство во ватерполо оваа година. Бараме имиња на репрезентации кои оваа година учествуваа на Европското првенство во ватерполо, се извинувам, во машка конкуренција. Ќе ви дадам и една мала помош, се одржа во една на балканска земја и домаќинот стана и европски првак. Толку можам да помогнам. Ордан и Александар, дали не е јасна темата? Да. Супер, Лука и Дамјан, дали не е јасна темата? Европско или светско? Европско. За европско. Си играше тука во близина кај нас. Знаете, драги гледачи, дека на пенали први започнуваат со одговарање, тековните предизвикувачи, а во таа улога се Лука и Дамјан. Па, Лука и Дамјан, кога ќе го имате првиот одговор? Кажете ни го. Србија. Србија. Србија беше домаќинот на европско првенство и воедно стана и европски првак. Ордан и Александар. Хрватска. Хрватска. Точно така, и хрватите игра, иако не зема медално, важат нели за едни од појаките репрезентации. Унгарија. Унгарија. Иначе Унгарија се освојувачите на сребрениот медал на ова првенство. Точен одговор. Италија. Италија. Точно така, и Италија. Точен одговор. Шпанија. Шпанија. Точен одговор, Шпанија. Грција. Грција. Грција иначе го освоија третото место, односно бронзениот медал, и точен одговор. Ајде, другарчиња, морам да почнам да бројам. 5, 4, 3, 2, Франција. Франција. Така и Франција е помеѓу оние 16 најдобри на европското првенство. Црна Гора. Црна Гора. Точно така и Црна Гора важи за една од посилните европски репрезентации. Германија. Германија. Жал ми е, Германија не играше на ова европско првенство. Но ништо не е готово, треба да видиме каков ќе биде одговорот на Ордан и на Александар, доколку е точен, за жал, тука ќе завршиме. Ордан и Александар, повелете. Морам да почнам да бројам. 5, 4, 3, 2, Романија. 1. Романија. Тоа е точен одговор за Ордан и Александар. Романија беше помеѓу оние 16 репрезентации кои што игра на финалниот турнир, како сакате, или на европското првенство кој што се одржа во Србија. Лука и Дамјан, одлични бевте, значи како што и финиширавте на пенали, самото тоа треба да ви каже. Искрено за момент се понадевав и ја на победа, дека ќе одиме, но за жал не излегува работите така како што посакувавте, но ве очекувам повторно да дојдете. Билдам искуство, секој доаѓање сте се подобри. Ве чекам повторно, важи? Така, знам и дека сака и цела македонска јавност да ве гледа. Затоа ве очекувам повторно да дојдете во листа за 300. Ордан и Александар, вас ќе ве повикам тука на главната сцена да ми се придружите за да видиме дали ќе освоите парична награда, но пред да го сторат тоа, оние репрезентации учеснички на европското првенство во ватерполо се Грузија, Грција, Израел, Италија, Малта, Романија, Словачка, Словенија, Србија, Турција, Унгарија, Франција, Холандија, Хрватска, Црна Гора и Шпанија. Ордан и Александар, повелете. Ордан и Александар се со мене тука на главната сцена. За многу кратко ќе им ја соопштим и темата, но пред тоа знаете дека мора на брзинка да протрчаме низ нашата листа, чисто да се подсетиме како стојат работите. Таа е составена од 15 празни полиња кои што треба да ги испишеме со точни одговори за да освоиме максималната парична награда. А во меѓувреме, за ваши 3 точни одговори ви следуваат 50 евра, за 6 точни одговори 100 евра, за 9 150, за 12 200 евра и за 15 точни одговори си заминуваат од тука со парична награда од 300 евра. А сега, знам дека пред една-две емисии имавте нешто исто американски држави, тогаш шутнавме кај Денвер, нешто Ќе ме зафакаваат, мора да ги научам сите. Сега зезнавме тука кај Мајами, епа чекај, сега подготвивме тема да видиме дали можеби подобро ќе се снајдеме со држави од истокот.
Слушајте добри вие, драги гледачи, денешната тема е држави кои настанаа со распадот на некогашен Советски сојуз. Барам имиња на држави кои настанаа со распадот на некогашниот СССР и денес се официјално признати држави. Ордан и Александар, кога ќе бидете подготвени? Ајде. Литванија, Литванија. Летонија, Само секунда да ги испишеме за да не направиме некој точен одговор. Потоа Летонија рековме. И Летонија е точен одговор. и Естонија. И Естонија. Естонија за 50 евра. Точен одговор. Ќе да честитам на Александар, први освоени пари му се тука. Ајде, одиме понатаму, внимателно само. Белорусија, Белорусија. Така е. Русија, Русија. Така е. Украина. Украина. Украина за 100 евра. Точен одговор. Така е, одлично. Што правиме за понатаму? Одиме. Одиме. Грузија, Грузија. Така е. Ерменија, Ерменија. Ерменија. и Азербејџан. Ерменија, 8 точен одговор. Очигледно може се подобро оди со источиве со овој блок. Ајде да видиме и Со Советскиот сојуз. со Советскиот сојуз, да. И кој рековме? Азербејџан. Азербејџан. За 150 евра Азербејџан, точен одговор. Браво за Александар и за Ордан. Сега што правиме за понатаму? Имаме и убава парична Одиме, да. награда. Одиме? Ајде, одиме. Таџикистан, Таџикистан. Така е. Узбекистан, Узбекистан. Точен одговор. Киргистан, Киргистан за 200 евра. И Киргистан, 12 точен одговор, што значи 200 евра се сега кај вас. Ни остануваат уште 3 можни одговори и уште 3 празни полиња до оние 300 евра. и од Казахстан. Едната е така. Ајде да видиме, 3 ни остануваат точно. Тие се таму со Вијастан, чекај само како беа. Леле, сега, или ќе земеме, Да, или ќе Туркменистан. изгубиме. И уште една. Драги гледачи, во малце Казахстан, тешка ситуација се сега Туркменистан Ордан и Александар. Се го тестираат своето знаење да видат дали да продолжат или не, зашто сепак ваква шанса една се добива. Значи, ако одиме понатаму, или зимаме 300 евра, или со нула одиме. Секунда, само последната да ни текне. Мислам дека се 15 вкупно. Да, вкупно се 15. Сега да ти е вака. Белорусија. Ајде. Одиме. Одиме? Ајде. Казахстан, Чекaj, јас да се издишам. Во ваше име. Казахстан, Туркменистан, само момент. Казахстан за 13 точни одговори, потоа Туркменистан, Туркменистан. Туркменистан 14 точен одговор Молдавија. и Молдавија. Можам веднаш. Насмеан си нешто, Ордан? Како да знаеш дека е точен одговор, да, така? речеме. Ова ни Сигурен? наплати за сите до сега, оние што ги направивме утки. Ордан и Александар, Молдавија, 15 точен одговор и 300 евра се ваши честитки. На моје огромно задоволство, ќе се дружиме и во следното издание на нашиот квиз. Со ова го завршуваме денешното издание на листа за 300, драги гледачи. Немам точни одговори за читање, зашто моите надпреварувачи буквално сите ги кажа. Останете ми во добро здравје, сега го останете со програмата на телевизија Сител и чекајте го следното издание на нашиот квиз. А до тогаш не заборавајте, ве сака Марко и ве сака телевизија Сител. Чао!